Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Ово утро требаше Ивица да биде со нас, се врати од патување, ама доцна синоќа, па настинки, вируси, така натаму. Ово утро не беше во форма да дојде во нашето студио. Се надеваме дека брзо ќе го вратиме амбасадорот у форма, ни треба овде. Нашиот гостин се посомнева дека од него избегал, пошто бил екстремист. Ја му викам, од кај бе? Обично... Петар, ти екстремист. Добро утро за Петар Бугоевски. Добро утро. Обично амбасадори обожаваат да говорат со мене, ама на други теми, а вака пред камера се сокриваат. А зад камера обожаваат... Не, мислам дека не е тоа случај, стварно доцна слета Ивица. Дали е овој таков амбасадор или не, не знам. Доцна слета Ивица, плюс претходната недела тераше сам, ја бев болен, така што не е нешто страшно. Се надеваме дека утре ќе се, како се вика, реунион ќе има на Еспресо со Злата Фибоцис. А дали емисијава започнавме на време или ја закаснавме ради мене? Закаснавме кратко поради тебе, но е помалку од тоа 15. Сакам да апелирам. Кога ние ќе ставиме во македонски концепт тоа, и покрај ветинг на судиите треба да направиме и ветинг на шоферите. Значи ние мораме да ги провериме возачките дозволи колку се веродостојни и издадени веродостојно, бидејќи за да извозиш од центар на Скопје до тука колку има километри нешто? Околу 2 километри зависи од каде. А да ти треба 40 минути, мислам дека не е во ред. Особено што во меѓувреме си во опасност да предизвикаш 30 сообраќајки, бидејќи овој начин на возење по градов, мислам дека е надвор од сите правила, барем она што е нормално поведение Петар, на шоферлукот низ Европа и ја имав, стално се збори за загадување у Скопје, ние тука се обидуваме и политики да креираме. Ја викам, ви во однос на автомобилите, Скопје е мал град, може да одите пешки, има јавен превоз, може и да се подобри јавниот превоз. Велам, треба да се воведе данок на луксуз за автомобили. Зошто? Не може 4 члена фамилија, 4 автомобили. 4 автомобили. Јас им се радувам на нашиве што се доволно богати да имаме автомобили. Тоа знаеш како е? Тоа е како дете кој прв пат гледа сладолед. Она сака многу сладолед да изеде, бидејќи прв пат го гледа. На времето, не знам дали ти кажувале, кога стигнале прв пат мандарините во Македонија. И бананите и бананите, портокалите. Тоа беше на ангро јадење. Јас се сеќавам, се купуваа по цели вреќи. Зашто донесе танте банани, нели Анте Маркович. Значи, исто и сега е. И тоа не треба да го гледаме трагично. Прво се радувам што дојдовме во фаза и ние македонците да имаме автомобили. Ама добро, треба малку ред да се стаи сега. Не, редот е окей, ама види се, ако на времето сме биле народ на кој ни било дозволено само по 130 грама од овца, мевце, за Великден само, дојдовме во ситуација да можеме во семејството да купиме 4 члена 4 автомобили. Значи, сепак се движиме кон збогатување на нацијата. Зборам буквално збогатување. Економско. Да, но тоа влие на животна средина, квалитет на живот и така натаму. Ама сега ние сме во фаза во која Америка беше 1970. Кога сите купуваа Мустанг, дури по 2. Еден член на семејството, 2 Мустанзи, за да чади појако и да брчи низ Флорида. Меѓутоа, таа фаза поминува, па ќе дојдеме сега за 20 години во фаза која ќе биде модерно да имаме велосипеди. Ма тоа треба да ни помине како фаза. Мудро размислување, морам да кажам. Ќе помине тоа како фаза. Знаеш, тоа е да се живее нешто. Инаку, Петар... Како некој дечко кој нема девојка, многу сака да има девојки еден период, а ако му се потрефи да фати едно 2-3 женски наеднаш, се чувствува како да има од 200 и после тоа се сталожува и се жени. Така и ова со автомобилите. Петар, да ти честитаме, помеѓу претходното и ова гостување, ти докторираше на Економскиот институт во Скопје. Науким, да. И вака убаво, со вака економска, како ова е некаква бихевиористичка анализа што не направи со автомобилите. Мене често знаат да ме затираат по социјални мрежи, викаат како тоа ти историчар докторираш економија. Ама они не знаат дека јас имам дипломирано и правен факултет и магистрирано менеджмент и пиар.
и на London School of PR специализирано. Значи, мојот економски факултет е во делот на јавното предприемништво или реформите на јавната администрација. И тоа е повеќе, би рекол, 60-70% право и менеджмент, околку класична економија. Да, но еве и историјата на економијата е многу значен дел. Да, но тие тој циклуси, тип, но тие... тој тип на студии, да речеме магистратурата и менеджментот беа на економски факултет. Значи тој тип на студии се ставени во економските науки, не во правните или во филозофските. И така тоа има нормален след. Ама тоа во Македонија. Но кај нас обично луѓето кои не се реализирани во ни една смисла. Ни образовно, ни семејно, ни бизнис, ни ништо, се најголемите хейтери и оспорувачи на другите луѓе. И на мене ми вика, тоа ми е најтешко. Тоа ми е најгрозно. Вика, ти со пари си купи диплома, татко ти и мајка ти помогна. Тоа најтешко ми паѓа, бидејќи татко ми и мајка ми останаа без работа 1990 година. Ако се некои стечени работници и останати без работа, се моите татко и мајка. Значи ти као Пасиев си? Они не ни знае, не он како мене. Они не ни знае, значи они не ни знае, јас кај студирам. До ден денеска, татко ми е одамна покоен, нели има и малци црн хумор, вика на Фейсбук, и татко ти не гласаше за тебе. Ја викам, да, вистина дека татко ми не гласаше за мене, пошто почина 50 години, нели? Тоа црн хумор малку, ама луѓето се сурови. Значи, ни знаеа моите кај студирам, ни знаеа што студирам. Значи, многу е вулгарно, кој ќе ми речат, тебе ти купија диплома, татко ти и мајка. И тоа ме повредува од тој аспект, бидејќи јас на вистина се што сум си постигнал во животот, сум постигнал со своите две раце и на тоа сум особено горд. А бидејќи го спомнавте господинот Апасиев, јас за разлика од него не ја терав баба ми да пита по комшии за да студирам, туку работев. Така станав десничар, он стана левичар. Ама добро нели, се. кој сте читале мојата колумна како станав десничар? Види се, со оглед Дали сте ја читале? Сега ќе бидам малце зајадлив со Ајде, тебе. слободно, да. Со оглед на тоа дека и вие семејно нели го имате оној бизнис Шула Мина, а и неговата сопруга има фабрика за чевли, морам сме да кажам капиталисти. дека не, морам да кажам дека и двајцата убаво сте се ожениле. Сега ме извини вака. Сега морам да бидам без вулгарности, без да ве навредам, но да, ако да. Значи сопругата на Пасиев можеби тоа добро се оженил, меѓутоа Шула Мина не е во наследство на мојата сопруга. Тоа доаѓа по линија на мојата мајка и на мојот вујко. Значи татко ти добро се ожени. Не, тоа е татко ми добро се ожени. Тоа е по линија на партизанската линија во мојата фамилија. Мојата мајка е внука на првоборец, на загинат на Сремски фронт, друг ранет на Сремски фронт, така натака. Незиниот татко беше раководител на таа фамозна Шула Мина 40 години и се собравме со виковците и викаме ајде и онака се продава 7 години, никој не ја купува. Дај да не остане Вујково без работа, ние да помогнеме да земиме пари, да собериме, да ја купиме. Земавте и кредити. И кај ја купив, кај запустив, ме скапаа плукање и колнење. Прво Клишевчани ме колнеа, што ме знаат од дете, ја знаат честа на моето семејство, мојата фамилија. Моите родители никога ништо не должат, никога ништо лошо не сториле, па ниту јас на некој нешто должам во животот. Меѓутоа, ете, гледаш, луѓето се проклети и ме убија од колнење, прво тие што ме знаат од раѓање, од дете, па после ми зна колна цела Македонија. Не бе, зашто сега колнење? Како не, тоа е грозно. Функционира сега тоа, работи. Тоа е грозно. Не, од короната нема веќе ми се сменија мислењата околу тој бизнис од деца. Подробно да се апдейтува во некој друг свет. Так. Сосема други визии имаме. Но и самата, знаете, самиот туризам во Македонија доживува огромен крах од една единствена причина што нема веќе луѓе. Например, Шула Мина и Крушево како град е повеќе за интерен туризам. Македонци не, доодат. македонски концепт викаме од 4 компоненти за економски развој туризмот е број 1, односно број 3 се извинувам. Извоз на аранжмани туристички. Неше донеслеме туристи, имаме премногу можности. Меѓутоа сме хендикепирани визави земјите во ЕУ, бидејќи они земаат субвенции и за градба на капацитетите и за секој турист што ќе дојде. И сега ја
треба да се борам со некој хотел со 5 звезди во Боровец, кој нашите деца ги прима на скијање за поевтина цена колку шуамина. Зашто ќе земе субвенција од ЕУ? А Боровец е развиен град за разлика од Кришево. А мене Зајковци ќе ми исплатат 40 инспекции. И огромна сега, разлика има. Развојот на Боровец и развојот на Крушево. Ама како да се развие Крушево кога те утепува власта македонска? Кога секој ден ти прават проблеми. Инспектори, измислени фактури, тужби, чуда, а во Бугарија субвенции, пари. Како да се бориме ние? Не сме магионичари македонци да се бориме со тој или во Грција. Србија исто така, да они не се во ЕУ. Ама Вучич му создаде совршени услови за инвестиции. Поради една моја здравствена состојба бев на бања во Србија. Абе ти во Србија можеше. Ама не. Секој Бугарија не можеше. Не, да ви кажам призна дека ти омилена Србија се. Не, ја Бугарија поише ја сакам. Од ти клишијата си така си насочен. Да, не. Ја немој вакви инклинации, не, те молам. Да видам малце зајавлив и јас. Да. И што ќе ти кажував? И приметив дека полно објектот станува збор, не е бесплатна реклама, за пролом бања станува збор, беше потребно кожата да ја третирам, имаат таму одредена терапија. Полно луѓе и велам добро, од каде плаќаат, гледам дека вика ние сме со ваучер. Државата им дава на сите пензионери, да, ваучери да одат на такви места. А кај нас ги малтретираат да ти заверат 40 потврди. Да. Јас за мајка ми да земе ортопедско помагало, се убив од стоење пред шаутери. Сакав да бидам како секој граѓанин, никаква врска да не фаќам, да пробам како еден граѓанин, една баба или еден дедо, ќе стигна до едно, ајде да бидам вугарен, ќе си премаучам до едно ортопедско помагало. И? Па она, да го доживее некој дедо или некоја баба, ја не знам како ќе успеат да не умрат попат бркајќи процедурава. Значи, јас се изморив на мои години да ја завршам работата. А замислете некоја бабичка да треба да ги чека сите оние шаутери, па уште треба да отиде на 5-6 шаутери да завери тоа. Тоа потврдата па уште да се завери. Па после да дојде па уште да се ја плати и замислете, не е 100% од државата платено ортопедското помагало или од ФЗО, туку е само учество во цената. А ако ја погледнеш цената, тоа е половина од пензија на еден човек. Е како некој човек со пензија 12-13 илјади ќе купи неопходно ортопедско помагало, кога државата му учествувала, а он треба да даде половина пензија за неговиот удел, за неговото учество. Ситуацијата кај нас е надвор од секаква прифатливост, квалитетот на животот е до толку опаднат, да не знам, веројатно само македонци може да го издржат и да го премолчат. Друг народ, ова да е во Грција, досега тина ќе ја запалеа. Да е ваков квалитетот на животот во Грција. Еве, гледај како се погоди, ние почнавме да збориме за екстремизам на почетокот, нормално на шега. Велика Британија денес ја објави новата дефиниција за екстремизам според владата и законски измени нели направи. Британската влада денеска објави нова дефиниција за екстремизам како одговор на ерупцијата на злосторства од омраза врз евреите и муслиманите по нападот на Хамас врз Израел на 7 октомври и покрај предупредувањата дека може да ја загрози слободата на говорот. Новата дефиниција наведува дека екстремизмот е промоција или унапредување на идеологија заснованја на насилство, омраза или нетолеранција, чија цел е уништување на основните права и слободи, како и поткопување на либералната парламентарна демократија во Обединетото кралство. А добро, ова е новата дефиниција. Да, владата на Британија даде ли коментар за протестите низ Лондон, кај што се бара воведување на шеријатско право? Ова е токму поради тоа, за тоа. И нападите што се кон евреите кои живеат во Лондон и така натаму. Видете, македонски концепт, доколку некојаш добие поддршка македонскиве граѓани да управува со земјава, ние ќе забраниме и транзит на мигранти низ Македонија. Абе немој сега така. Сериозно, не знам зашто така. А зашо сте, против, дали сте против увоз на работна сила? Не. Работни дозволи за Македонија треба да добијат луѓе согласно потребите на македонското стопанство, но со претходно проверени досиеја на луѓе кои се стварно заинтересирани за работа во Македонија. Но не за муџахедини кои доаѓаат тука за да остваруваат
шериетски соништа. Шериетски соништа го сакаат да сонуваат, ете им го Техеран, подобар е и од Лондон и од Скопје. Климата е поубава. Воздухот е поубав. Животот е поубав. Кој сака тој свет, нека се живее таму. Просто ино меѓу не се допаѓа мојот стил на живот, не ми доаѓа и тука. Да бидеме на чисто. Добро, ма тие луѓе доаѓаат за Не, да корка бидеме на леп. чисто. За корка лек како доаѓа, нека работи за корка леп. А не да ми протестира мене по улица, ми бара шериет дома. Тоа за корка леп, приказни за мали деца се. Кај му е жената, нусето, кај му се децата, ако доаѓа за корка леп во Берлин. Што бараат момци од 20 до 35 години за корка леп во Берлин, а убиваат девојчина по улици и протестираат за шериет. Ајде молам. Добро, ама сега види. Ама нема види, не види. Бројот кој ќе го видиш, Не, само извини. да не се правиме, Види, вака имало и во Рим. Пред да се распадне Рим, имало некој како тебе со вакви теории, либерални, и тие во Рим седеле, уживале во луксузот што му го пружеле провинциите. Ќе ми дозволиш ќе ти одговорам. Само секунда и викале, што е проблем ако овие остроготиве и визиготиве дојдат тука во Рим? Ама на крај го срушија Рим. Вака се. Значи те молам. Прво, процентот вака кој ќе видиш, Или ќе ги прифатиш принципите на мојата цивилизација кај што си дошол или остани си во својата. сакам да полемизирам со твојата теорија баш со нејзината основа. Ја сега ќе ти кажам. Во Велика Британија бројот на луѓе со исламска вероисповест кои дошле да живеат таму е огромен. А процентот на оние кои се радикали и кои го бараат ова ти што тврдиш, нели, шеријатско право и така натаму, од вкупниот број на муслимани, многу мал. Многу мал, верувај. Најголем дел од нив се нормални луѓе со нормални фамилии кои одат таму за да живеат, да работат. Истото важи за Германија, истото важи за Холандија. Да, постојат проблеми, не викам дека не. Ајде да го земеме македонскиот пример, може ли? Да, ајде. Може да земеме. Може. Викаме, ние имаме традиционален ислам во Македонија. Добро. Ја отворам темата на Косово и на Саудитска Арабија. Косово и Саудитска Арабија, Косово со помош на ЕУ направија многу убава синхронизација на минарињата, на езанот. Оние звуците што ги слушате ноќеска во 4. Дури и Приштина тоа го синхронизира, што го направи да биде мелозвучно и тивко. Саудитска Арабија донесе посебен закон за замолчување на минарињата, замислете Саудитска Арабија зборувам. За прилагодување на нормалниот живот. Ние во Скопје сме, пази, Техеран ни се чуди. Не е така се. Те молам да слушаме се, те молам да слушаме. Не е така. Не се, те молам да слушаме. И јас го отворам тоа културно. Отворам дискусија дека е неприфатливо да се нарушува квалитетот на животот и сонот не само мојот, и на Илми исто така го буди во 4 сатот, кој ќе рикни тоа. Но што се дешава? Ние зборуваме дека имаме традиционален ислам, нормални муслимани во Скопје, не се луѓето екстремисти, многу мало е бројот на екстремисти муслимански во Скопје и се. Апсолутно, да. Знаеш што се случи на социјални мрежи? И што? Па јас сум новинари, твои колеги муслимани, од мои колеги политичари муслимани, од луѓе што се глумат градски либерални фаци по Скопјево, добив најголеми закани, навреди, пцуења, жени, деца, мајки и шајки. Извидимо. Добро, Петар. Штом неден муслиман нема достоинство да поднеси дискусија, како што јас дискутирам за црквата без емоции, и ако му го спомниш џамијата и езано скока и рипа ко заквана кокошка, тој е екстремист. Петар. И по дефиниција за екстремизам треба биде превоспитан. Ако сакаме да имаме нормално, либерално граѓанско општество, и ако сакаме да имаме толеранција помеѓу верите, не може ти да зборуваш што сакаш за мене. Петар, морам да ако ќе спомнам било што ја за тебе, ти да скокаш ко закон. Гледаме на тенденција кај тебе. И тука нема тука тенденција. Тоа е голата вистина. Морам да ти одговорам. Не боли вистината. Мислам дека малку ти се Сабајлево имаше објавено пост на Facebook. Малку ти се извртени перцепциите, морам да ти признам. Ајде за ова извртена перцепција, за Скопје старо. Сабајлево еден либерал кој беше турчин, бошњак, па сега стана албанец. Имаше објавено слика со Јаја Паша џамија и чаир и вика кај ви е другото Скопје. Сите сте дојдени, сејат се одвам од таму, нели тој мокри од герамиди, а овие измеќарите мислат дека врне топол дошт.
И они респект пишува долу, а он упорно продава теории кои во суштина и во долабина навредуваат и христијанство и македонски И идентитет. зашто? Он вели дека Како зашто тврди староседелците дека во Скопје се турци, што е факт. Тврди дека нема цркви во Скопје, а таа џамија е направена на темели од црква. Не, види Ајде ти се, се молам. староседелци Не, во не, ајде ти се Скопје, молам. значи, Не, турците староседелци во дојдоа, ги срушија црквите, направија џамии, ги убија христијаните и се населија во Скопје. Дебати И те за молам пред сега, 700 немој години да нема да замали деца. водиме. Не, не, Дебати не, не. за пред 700 години што се случило. Извини. Ама не е тоа пред 700 Морам да ти Тоа е одговорам. Сабајлево. Морам да ти Тоа е одговорам. утрово Во пост. името на сите Тоа е пријатели, утрово пост. другари, И сработници, затоа, колеги муслимани кои ги имам. Ако градиме пријателство, и твој колега имаше лајк на тој пост. Ако градиме пријателство со живот, ама веќе тоа е со живот. Време е за живот да имаме. Мене ми се смачува со живот. Сега ти као Јас Заев. сакам живот да имаме. За живот во Македонија. Тоа за Заев, што го видовме животот на Заев. Јас ви кажувам ми се смачува со живот, сакам живот. Чекај сега. А знаеш што значи тоа е живот? Тоа значи реално меѓусебно почитување Петар. и регулатива законска Петар. која сузбива вакви поведенија. Една минута, те молам. Една минута. Значи прво, во Скопје и во Македонија бројот на муслимани е 25-30% од популацијата негде. Сега да не навлегувам во пописот и така. Ако направи попис уште еден Заев, ќе станеме ние 2%. За толку се сега реално да збориме. Ако се албанци еве по најконзервативната теорија албанци има 17%, 18% во Ама Заев не Македонија. подели христијаните на Значи, не, неважно е тоа сега. Го зборуваме за бројот на муслимани. Во нашата држава најголем дел од луѓето со исламска вероисповед. се културни домаќини, есна. Значи, не само тоа. Ако треба да бирам кај кој би влегол да купам нешто, поправо би влегол кај нив, најискрено ти кажувам. Добро. Да се разбере. Зошто тоа така? Прва работа. Не зошто тоа. Во Македонија. Зашто овде нема. доаѓа купи кај тебе? Во Македонија нема широко распространето никаква екстремистичка идеологија. 600 активисти Значи, на и проблемот ИСИС во Сирија, од Македонија. И проблемот 600 луѓе на 2 милиона е ништо. Не знам како да Ајде ти ти се објаснам. молам. Највисока бројка Значи- Косово и Македонија. Значи, Поише од Босна и против најважно од се. Најважно од се. Гледаме на тенденција кај тебе, Каква тенденција? маргиналните движења Какви на маргинални? социјалните мрежи А не. да ги представиш као мејнстрим во државата. А, Извини, не. извини. А, не. Извини, А, Петар. не. 90% Не, од не. нормалниот народ Не, во не, Македонија. Македонци, Што подразбираш албанци, под нормален народ? значи луѓе кои со најнормални ставови, со фамилии, со Какви се тие најнормални ставови? толерантните луѓе. 90% од толерантните Каква е таа луѓе толеранција? што прифаќаат различност, што живеат мирно, тивко, повлечено, добро, што работат секој ден придонесуваат. 90% од тие луѓе од Што не нормалниот плаќаат народ во данок? земјава, што плаќаат данок и така натаму. Во нашата земја Добро. едноставно не се расправаат за вакви работи на социјалните мрежи. Ти сите, и оние радикални македонци, Ги и читаш ли? оние бугарофили, Чекај, ги и читаш ли? оние Ги читаш ли колумните? србомани, Чекај. и оние Арсим Зеколи за што го сметаш? За либерален албанец? за бивш амбасадор. Ги читаш ли неговите колуми што пишува? Искрено не гледам потреба. За окупацијата словенска врз албанските земји и води. Вие читате ли нешто или се зафркавате со тези ве? Добро и шо, а кој е Арсим Зеколи во Албанската моментов? пропаганда во моментов се обидува автохтоните македонци да не представи дојденци дома, а албанците дојдени од Кавказ да ги претвори автохтони. Ама Арсим Дајте Зеколи е битен во нашето општество, колку ама што е сега се битен. да не ги Да. подценуваме тези ве се Арсим Зеколи, ти е репрезент на еден куп албанци. Видете се може, полека. Не е така. Имаме гола албанска пропаганда, слична на бугарската, српската и грчката. Сите сака да бидат македонци, само македонците не сме. Тоа е најсмешно. Си степаа сите со нас да ни кажат вие не сте македонци, ние сме македонци. Последно, сега читам во Тирана, имаат едно 10 сајта нови подигнато. Генерално се со македонски символи и имиња на англиски јазик генерално. И водат нагла пропаганда во која се судрија со грците, не со нас, пошто ние нели во Македонија не смееме да браниме македонско, грците го бранат македонското. Се во голема војна со грците и албанците, каде што албанците се вистинските македонци, а грците се караат со нив дека тие се македонци,
А за нас ние сме биле цигано-бугари. По Тирана го пишува тоа. Извини вака, господине Златев, ама јас тоа немам намера да го толерирам. Имам намера да поставам офанзивни политики во таа смисла. И да Петар, го как покажам бе, местото се тепаме на ние тие туку пропаганди, за- да им го покажам местото на тие пропаганди, Многу ми е жал што размислуваш да им така. го Не знам што покажам да ти местото кажам. на тие пропаганди кај им е. Согласно последните упатства на Советна Европа, историскиот ревизионизам е кривично дело. И ги задолжа земјите членки и аспиранти за членство да водат кривично дело историски ревизионизам. Сакаш да видиш што е Тоа значи дека Сакаш да видиш што е Тоа значи радикализам дека на исто ова нема рамниште. субила, Отвори и во на Палестина субил, Инстаграм полека. патриотско друштво се вика. Субила. И ќе ги видиш истите овие лудила шовинистички што ги има кај албанците. Полека, ги има и кај македонците. Полека. Бетер со фантомки се облакаат, прават глупости и не така можеш натаму. македонски патриоти да И будеш замисли шовинист. Полека, како еден полека. албанец Не е гледа на така. тие работи. Ама ме молам. Па сега. исто е. Не се, е што да така, ти не е кажам? исто. Исто е. Ако јас си го чувам своето, не може да бидам шовинист. Ако сакам да ти го гледам твоето, сум шовинист. Тие момци од тој институт што го спомна или како сега друштво, не го бараат туѓото. Тие не викат вие бугарите не сте бугари, ние сме бугари. Тие не викат вие албанците не сте албанци, ние сме албанци. Тие викаат ние сме само Ма македонци. кој и албанец си го вика читат дека своето. они се Не, македонци полека. овде, жити Прво се. имаш грешка Кај го има тоа? Прво имаш грешка со теоријата на шовинизам. Како ви имам грешка? Полека. Погледни што се пишува, што се Шовинизам е да го заговара таму. посакуваш туѓото. Да имаш омраза кон туѓото. Ние македонците не мразиме туѓ. Ние македонците не мразиме никој од овие. Збори за Ја себе. не ги сега. мразам албанците или муслиманите или турците или власите или ромите или бугарите, србите или грците, никого не мразам. Они ме мразат мене или елементи од нив. Нивното поведение е шовинистичко, не моето. Значи те молам, одбраната е легитимна. Види, јас во оваа емисија, Само одбраната е легитимна. јас во оваа емисија, знаеш колку ставови контра ова ти што го збориш сум поставил, но мора да имаме една линија. Којата линија? Линија на достоинство На дека... турнати гајки. Не, на Македончето турнати гајчичките Не, кој не, поминал не, профетом. Не. И тоа ли е линијата? Линијата Ај, доста беше. линијата е дека може ли оваа држава да обстои без овие Ми го малцинства во нарушуваш неа? достоинството, ќе ти го нарушам достоинството. Ми се заканува, ќе ти се заканам. Ме напаѓаш, ќе те нападнам. Точка. Реципроцитет. Ова се политики Офанзивна на политика. 19-20 Не, век. не, кој ви- 21 век. Значи, у не е Америка. така. А Америка што прави? Спушта гајки или напаѓа? Дајте молам. Добра Америка. Израел што прави? Спушта гајки или напаѓа? Ти знаеш што викаш? Сакам да објаснам пластично. Ти си за ова. Хамас го нападна Израел. Колеше, убиваше бебиња. Силоваше девојчина 2 годишни. И што сега Израел истото треба да го прави? Полека малце. Пута 100. И требаше така? Израел да речи, извинете што нападнавте само Не. 10 кибуци, ама те дојдете Тел Авив, направите го истово. Ајде молам. И што сега Израел? Ајде, молам. Според тебе треба Доста пута со 10 таа македонска 10 пати лузерска политика. повеќе деца да убие. Тоа ли е едината на не да светот убие според деца. тебе? Израел Па тоа треба, го прави у моментот. Израел треба да го срамни со земја Хамас. Еден Хамас да не остави. Ти знаеш колку деца загинаа во таа војна? Како може така Мене ми е отворено жал да за зборуваш? децата што како загинаа. ти е жал за децата? Децата се Велиш дека колатерална треба таму штета. да се срамни Загинаа се. деца од двете страни. Значи, Но нема Хамас- дете но евреи, Хамас нема не дете може да муслимани, продолжи има да убива дете. деца. Петар, те молам, значи. Се не ме разбираш. Те ли молам, кажам? како ќе срамнат со Пак земја? не разбираш ли викаш? кажам. Кој нападна прв? И што да правиме сега? И да ги оставиме на напаѓање Па убива. не, туку едноставно треба Ами да се што? најде решение државата да се заштити од нападите Како? прво. Како? Камери да постави. Со И да не интервенција, снимаат како со ги тепаат и интервенција, силуваат. со интервенција на институции со Децата така наши што ги натаму. тепаат во Дебрмало што ја правиме? Израел Камери ја стави поставивме и брзо снимаме. работата под контрола Слушај, си во кажам. однос на Хамас. Проблемот беше што откако ја Овие- стави работата под контрола, овие- реши да убива цивили. Не. Сега ти Овие- кажувам, цел свет го гледа ова, не Овие само ја. лудолистички теории за мене се апсолутно неприфатливи. Ние имаме Хамас во Дебрмало. Немаме. Тепање на деца на верска основа. Сегде го има, секојаш го има, у Белфаст го има тоа. Полека. До ден ден. Ме заболе за Белфаст. Ме интересира Дебрмало. И што? Што Што да- степале деца, Чекај, малолетни, полека. утре Полека. кидат у кафана заедно, Полека, голема така да се работа. чини. Полека. Што правиме ние? Да оставиме да ги дотепаат? Не, Ами што? да воведеме ред. Така Simply е. as that.
Така е. А нема да воведеме ред. А зашто не воведуваме ред? Ако ги ставиме Не, а зашто не воведуваме ред? А нема да воведеме ред. Чекај, зашто не воведуваме ред? Нема да воведеме ред доколку муслиманите ги притискаме Не муслиманите, повеќе, тоа се го христијаните знаат. помалку. Зошто не Треба воведеме на ред? сите да гледаме исто. Сите тие се наши сограѓани. Зошто не сите тие воведеме се ред, граѓани прашав на оваа јас. земја? Зошто воведеме ред ние? Па што немаме институции. Зашто по оваа елита од СДС купува дрога од тие гепеци таму во Дебелмало? Кај мене през града шиткаат. Момците од Чаир доаѓа, сега ја сликам ковата ти ја испратам. Со се таблици, секоја вечер 11:30 до 12 е терминот. Добро бе, за Петар. Свети Никола. Раде штекли албанец. Дуќанчето е продажба на Во мафијата имаш мултикултурализам во Македонија. да бе љубов и толеранција. Значи те молам, Македонија се претвори во дуво на криминал, корупција и дилање дрога. Дилерите ни станаа шефови во МВР. И доста приказни раскажуваме се. Ама тоа институционално не е етнички. Радикални мерки за решавање на состојбата. Радикални мерки. Скогаш од тема на во тема. МВР. Што има врска тоа со албанци и македонци? Па, ако Што има дрога што се прода? ако Има дрога и треба да се стандарди, реши. Па ако има стандарди на поведение, улично поведение, ако има стандарди на општествено поведение, ако има стандарди на институционално поведение, Е добро, а нема да се случуваат никакви проблеми и конфликти меѓу никој. ама е па зошто Стандардите тогаш и ти редот ќе стават етнички ја ред. ставаш работа на почеток? Системски ставија. Добро, Ти од почеток ајде за вака се. етнички Зошто работи ми етнички? збориш. Дали си слушнал ти македонски политичар, вклучувајќи ми мене, да обвиниме колективно некој народ? Што се случувало во минатото, сега малку поредко нема, да. Добро и Кога си ме слушнал мене, јас да ги обвинам целиот грчки народ за злосторствата на грчката армија во добро. македонците. Што е поента? Или на бугарскиот народ за бугарската армија. Не сум го Или чул тоа. на германскиот народ за нацистите. Не сум го чул тоа. Е па албанските политичари ги учат своите деца дека клетите славо македонци Кај ги учат бе така се? Зашто во така школи ги збориш? учат. Не е точно. Во јаво Али Ма Ахмети не е некој држеше точно. говор, Не е го промовираше оној рускиот дечко Бросманов го промовираше за кандидат за председател на Македонија и тоа ти го зборува. Не го зборува тоа. Колективно обвинување на целиот, иако ние македонците имаме повеќе жртви од србите отколку албанците. Србите убија во Македонија повеќе македонци отколку албанци. И сега албанските политичари вршат колективно обвинување и навреди врз колективитет, врз целиот македонски народ за некакви си малтретирања на албанците во комунистичкиот период. А они со Енвер Роджа, жити Бога, измеќали на Сталин, они ќе кажуваат за комунистички период. Па овде Тито и компанија беа британци, не беа сталинисти. А албанците беа сталинисти. Тито ако утепа некој албанец беше зашто е сталинист. Руски кодош. Тито не утепа зашто е албанец. Па и македонец исто не беше Па и национален. македонец. Да. Тито ги утепа сталинистите. Он му беше кум на 11-то дете. Он гледајте ги албанците, јас сум гледал движење на кривата на наталитет на албанците. Па нив ги нема пред Тито. После 53 година тоа е полетува како F-35-ка. Наталитетот на албанците во Југославија зборам. Морам да ти кажам Грижеме се те мов. да. И се како ти обвинуваш македонци, како македонци те убивале, те малтретирале, тој Тито те убивал, те малтретирал, иако не го бранам Тито, да не сватите погрешно, ја знаете мојата идеологија. Значи, те убивале, те правиле, а ти си имал експлозија од развој на наталитет во тоа време, а Енвер Роджа и поа нивни структури во Македонија биле шпиони на Сталин. И сега Буги Османов, кој потекнува од семејство што е припадник на тие приказни, ми зборува за не Русија, да Европа, а они сите сироти шпиони на Сталин се уживат. Петар, Ајде се и тој наратив срамота за- и на Нема на македонците на никој русофилско во- поведение. никој- Од страна на албанците е смешно. Исто како јас Те сега молам сега малце демократи, дај да ти слушај реченица. Исто како некоја скокна девојка 500 тема и отиде од едно на друго на трето, Вака се, дај жити Исто се. како некоја девојка што работи за МТВ, да обвини некоја во манастир дека ја роспија. Така исто како албанец кој обвинува Македонија за русофилство. Дајте Се молам. извинувам за овој збор. Значи некој почитувани работи, слушатели, се извинувам ова е- ја за зборот. Да, спротивно. Значи треба да бидеме Петар. свесни до кај одиме. Албанските пропаганди не поминуваат веќе во земјава. Точка. Русија ќе се бараат кај Алија, нека го бараат за партнер господинот. Петар, стој. Да слушаме бе? Многу Еве, без со емоции влезе. Не бе, не со Уработи емоции, ве, слушай. чекај малце Еве полек. господинот, еве. После тоа ќе го у втор дел ни е запаси. Не бе, ти се- Стој абе, таму се Енвер- слагаме. Чекај се за Енвер и ужас збориме.
Ебе ти збориш за Енвер Роджер, ние почнем А ти с зашто- мегаетнички. а ти зашто тензии, бегаш? тие однесе емисијава, не застануваш човече. А ти Што зашто ти правиш? бегаш од Енвер Роджер? Ке се вратиме на Енвер Роджер. Се плашиш од Енвер Роджер? Не. Не сакаш да дискутираш за Не, сакам, ама подоцна. Чекай сега малце да се за вратиме на екипите на етнички Енвер Роджер во веројатно. Македонија. Ке збориме за тоа. Сакаш да бидеме малце полиберални? Полека, малце смири се, многу си ми напет. Да ги човече. стимнеме гаќината Као цела вечер си се напнал, доаѓаш тука, ти овој, оној, албанци, чекај Чекај бе полека, зашто така ме обвинуваш? Никој во Зашто ме Македонија... обвинуваш така? Јас кажувам аргументирано. Абе да, ама многу си некако експресивен, сум полека. експресивен? Полека, смири се. А зашто Да не се смирам, не вратиме на... разбирам. Е, па затоа што тука Ова е изнакажа... радио, народот бара динамика. Апсолутно бара динамика, Ти ама сакаш малку да ти треба. зборувам како некој дедо од Ману? 9 сат Можам- са бајле човече можам 8 и и така. поле. Малце да ги смириме луѓето. Значи види, јас се согласувам дека во Македонија, особено со владењето на Дуи, се создаде една тенденција да в Македонија ние македонците живееме во своевидна форма на апартхеид. Тоа е факт. Тоа јас го тврдам тоа, кај да го оставам. Кај ти амбасадоров ќе кажеше нешто паметно на тема? Не, За не, апартхеид. он тука ќе збориш сосем уште полиберален он од мене. Значи, Што ја ќе ако кажеш? сум либерален, он уште по. Суштината е Не, дека либерализмот е десница. Суштината е дека и покрај се тоа не може ние да зборуваме нетолерантно кон нашите сограѓани овде. Кој зборува нетолерантно? Значи не може да кажуваме дека во школите се учи на омраза кон македонците. Да. Не е така. Да. Ма не е така. Земете учебник на Понуди ми албански доказ. јазик, учете. Понуди ми доказ. Ајде, земи го учебникот што ги учат децата Знаеш, по албански јазик. ова кога го Ако кажуваш ова не, така- еве ви доказ. Дали Кога ти без дали да во понудиш Македонија- таков доказ, Еве ти доказ. палиш оган, Дали во тоа е, Македонија, извини. дали во Македонија се учи албански јазик од македонски учебник по албански јазик или од тирански учебник по Што е албански јазик? битно? Англиски од Кембридж учебник се учи шо? Што е битно? Да, што е разликата? Што е битно? Што е разликата? Што пишува во тој учебник? Што пише? Потеклото на јазикот, Добро. оспорувањето на или присвојувањето на јазиците кои не се албански. Добро, покажи. Албанскиот јазик е турско писмо користат. Влав му го напиша азбуката во Битова. Но дел е од индоевропската група на јазици, заедно со Ама баскискиот се и тој. Не мовам се. 10.000 години старо писмо. Бабала. Старо од 1908 турското писмо го зема. Ама Добро, а ние што земавме? зошто Македонија дозволува да се учува фалсификат учебници? И ја дозволуваат голема албанската пропаганда во македонските Би школи. извади го кој е тој учебник. Сега вака зборуваме ние Ајде, дечки, ако може, најдете на език, ако може, Еди Рама дели учебници по Македонија. И Му ги што? даде на Буги Османов да ги делат низ Македонија. Абе, добро сега, ја англиски на беше Кембридж учебник Тоа е сум учел. нарушување на суверенитетот на Македонија. И тоа ли со Кембридж е нарушување на суверенитетот, што сум учел од учебник од Кембридж? Англиски, ја у основно. Суверенитет ми нарушиле со тоа? Не ти нарушува суверенитет. Туку? Тој учебник од Кембридж не ти ги задира твојот идентитет А како и не ти албанскиот шири ги и не ти задира? шири пропаганда Ама како за албанскиот ги митското задира? потекло на англичаните. И како не шири? Земете малку. Соземете се. Кај живееме? Соочете се со реалноста. Ние сме оспорени дома. Што има врска учебник Од од големо Кембридж на албанската англиски со шовинистичка учебници етничка кои ги пропаганда. пишуваат друга држава, па Кембридж е од друга држава. Ако ти универзитетот, си како да ми албанец, неизвестно. господине Златев, ако ти си албанец, кој ме почитуваш како македонец, кој почитуваш со животот и пријателството, од мене имаш полна почит. Ако ти си албанец, кој се обидува да го оспориш моето, своето, тоа што сум свој на своето, прости, но ќе си го добиеш. Точка. Јас сум Тука албанец. нема А, Б, ниту Ш. Тука има само точка. Ја Кога ќе се научиме ние македонците да се држиме од своето достоинство, а не да ги спуштаме гаќината под колено, ќе не биде. До тогаш нема да не биде. И ќе не јаваат сите како мазги и ќе продолжиме да живееме во ваква држава со ваков квалитет на живот. Петар, секој кога јас ќе видам дека некој е колективно нападнат, станувам дел од него. Така што у моментов сум албанец кој вика дај да направиме пауза каде на века- емисијава. каде ти га нападна Одиме с колективно албанец? со вториот дел од емисијата ќе разговараме повторно на оваа тема, нема никаков проблем. Полемиката во ползата на оваа емисија докажува дека во Македонија има повеќе радикални христијани, македонци националисти и шовинисти од што има радикални албанци во земјата. Сега ќе ти даде Агата Да. две лири
за награда. Нема да ми даде Агата, мене не ми е потребно. Јас живеј кауза. немам никаква поврзаност со ништо. Тоа смеам. суштината е дека Суштината е дека значи јас како македонец, Колективната- извини. Јас како православен македонец така ме воспитале, таков ми е моралниот код. Секогаш прво проблемот го гледам кај себе и својата група. јас исто. Сега проблемот е што многу е лесно да обвините некого за шовинизам, за екстремизам, кој е различен од нас, Така е. а да не погледнете во својот двор Така и е. да не видите дека и кај нас работите одамна си излезени од контрола. Да, да. Суштината е таа. Додиме со пример. Ајде. Се обидов да најдам вина кај едно момче, 14 годишно, во Дебар мало, кај, не знам како сега уличката, кај Словенска амбасада. Добро. Момчето излегува пред зграда, така 9 час, не е нешто посебно ноќе. Не е некој длабока ноќ, да речиш па нешто опасно. 9 саат, момчето излегува пред зграда, со уште едно другарче се најдат пред зграда, нели? И го напаѓаат еден чопор други момчиња, го претепуваат пред неговиот дом, пред неговата зграда и бегаат. И И јас што сум воспитан, така како тебе исто, барам вина кај нашево момче. Дали е виновен што излегол во 9 пред зграда кај него? Дали смее да излезе пред зграда кај него? Дали смее да седи на Петар. клупа пред зграда? Да слушаме те му. ајде. Нема, Ама после ќе ми слушам. дозволиш да ти одговорам. Дали смее да се дружи со другарото соседниот влез пред зграда? Мора да дадеме вина кај нашиот. Но не смееме да дадеме вина кај бандитиве од Грчец, што дошле и го претепале пред неговиот двор, пред неговиот дом, пред неговиот двор. Бидејќи тие имаат право да дојдат од Грчец, да дилаат дрога, им смета во дејноста момчево, имаат право да го претепаат па и убијат. Чекај. А ние А како им смета, мораме извини, да како најдеме им смета вина во и кај дејноста? убиеното момче. Како? Бидејќи е криво, и си го Како добил им тоа што го смета? заслужил. Како им смета? Не знам праше Генив. Со Твоја тоа теорија. што продава и он? Не само ја надополнив твоја теорија. Значи, со тоа што продава и он? Не. Туку? 14 годишно момче, И па како со им сите смета? петки во школа, Добро. прекрасно дете, ниту продава, ниту па нешто, си искочи пред двор. А од кај Си случи знаем, през зграда. значи прво нешто. Зборуваме за крвен деликт. Не, фала на Господ. Најлесно- не е убиено, претепано. Најлесно е, сега не знам каков е случајот. Што е најлесно? Од тебе го чув Што случај. е најлесно? Најлесно е на таков случај да му дадеш етничка димензија, Ау, ајде. бе. само поради тоа што едниот бил албанец, другиот бил Па ќе му македонец. дадеме љубовна димензија. Може би се скарале од љубовни причини. Може му земал Да. девојка. Дака. Не знаем. Добро. Колкава е возраста на напаѓачите? Значи, кои се 22, 34 и 28. Значи, ајде ќе одиме вака. Може би нашето 14 годишно момче, мало викам наше, пошто јас таму живеам, 14 годишно Абе, момче, крвен деликт. е виновно бидејќи му ја зел девојката на овој 24 годишниот. Не знам што се случило. Значи, вината е сепак кај нашиот. Може би Да тие ги се повикаме македонците да едноставно ни скачаат од дома. деликвенти што тепаат се што ќе сретнат Не. и не Значи, мора на тоа етничка димензија да му се даде. Значи Знаеш, да ги повикаме кога се македонците дава на етничка да ни димензија, скачаат се од стимулира дома, има да седите дома и да омраза. ќутите ќаури едни. Така може. Еве, велат сум правдал насилие, не правдам насилие. Надправдаш насилие. Туку Се едноставно согласувам со велам тоа. дека не смее на насилието да му се дава етничка димензија. А каква? Секогаш. А каква? Љубовна. Може Да се да е повтори. различна. Петар, значи имаш со сериозни Значи вака. криминалистички теории Значи во вака. моментов Вака. полемизираш кога ти се Значи вака. гледаш низ етничка призма. Не е така. Не. Јас се обидувам да ја заштитам. Ако македонец го тепал тоа Државата. дете и македонецот бил егеец, а детево било од СДС, дали е тоа Чекај, како? интеретнички судир? Каков бре гец, какво е СДП, да не беше баби. Па ајде. Ама не Ако може. фамилијава на детево била баби од жаби. СДСМ,
а тој што го тепал бил е геец. Дали е тоа интеретнички судир внатре? Од Муртино била фамилија. Може и тоа. Да. Ама не мора секојаш се низ призма на етникум да гледа. Ајде се да гледаме малку сериозно, да не се зафркаме. Во аеродром секој ден се случуваат такви работи, па никој не вика овој пошо бил македонец, овој бил ова. Ама кај биде дека јас ги оправдав тие во аеродром? Не ги оправдуваме. Никого не оправдуваме, не оправдуваме насилство. Проблемот е дека му даваш етничка димензија на насилство. Секогаш. Ако ова општество не преземе мерки согласно на пасфијата на Советот на Европа и историскиот ревизионизам и етничкиот шовинизам не ги стави во кривични дела и не преземи офанзивни, директни мерки против етнички шовинизам, Македонија е на раб на нови нереди. Некни, мотивиран од албански етнички шовинизам, така наречениот премиер, технички премиер Талат Џафери, на сајт, на фан страна на влада на Република Македонија објави слика на која го нема македонското, ги има само албанските знамења. Тоа е проблем. Реагирав јас до председателот на Републиката и до други релевантни институции. Отнаму моук. Зошто моук? Турнати се гаѓајте под колена? На што личи на официјалниот сајт на влада на Република Македонија премиерот да си прави албански етнички жури, да наредиш деца или таму кои беа наредени со албански етнички носи со 20 знамења албански и тоа да осподелиш на македонска влада. Личи на тоа нешто? Се ќе го правиш и тоа со Муртино? Не, нема да го правам. Со егејци вели ќе го правиш? Ова е сосем различно. Ова е системски. Па тоа зборам цело време. Насилството во Скопје е системско. Да се избркаат цигано-каурите од Скопје. Купувањето на имот од косовската мафија е системско. Вие нели гледате дека имаме косовска инвазија врз град Скопје? Вие нели гледате дека имаме на хилјади врз нас во Скопје косовска инвазија? Вие нели гледате дека имаме насилство врз нашето обстојување во град Скопје? Или вие тоа не го гледате? Како бе, кај е тоа насилство? На секој чекор. Кој дошол мене да ми го земе станот? Во бизнис. Шо во бизнис? Во све. Ма така како тебе се понаша и србите во Приштина. Кај се сега знаеш? Под Кирија во Врање. Петар, чекај се, полек. Абе не ми кажуј. Каде е тоа? Ти кажувам. Абе, извини, ти кажувам. Абре. Ти кажувам. Само македонците и србите ти дозволивме да си играат мајтапсо. Не си игра никој мајтапсо. Слабаци. Јас се викам вака на овие што ми се блиски албанци. Бидете среќни што ние ве браниме од бугарите. Сега ќе ти кажам. Бидете среќни што ние сакаме демократско отворено општество. Што ние сакаме граѓанска држава. Што ние се бориме за граѓанска. Проблем е за тебе што Албанец го направил, еве Изгейт Молов. Проблем е што Албанец го направил за тебе. Не ме оставаш да еве да те прашам. Проблем е зашто нема потекло на парите што го направи Изгейт. Самир Мане нема потекло на имато 2 милиарди. Го провери Македонија и потекот на парите. Еден од ретките милиардери. Провери Македонија како се исплатени турските компании што работат на Балканот. Не, дали провери како се плаќани компаниите што работеа на градот. Полек. А тебе те провери што работиш? Само секунда. Имам едно прашање. Не може да докажеш. Зошто наш бизнисмен не седнал и добил визија и идеја да го направи тоа? Имал шанса да го направи тоа. Но не, Свето пивара наместо да седне да направи мол у Скопје, одлучил да купи винарија во Бордо. Одлучил Ванчо Чифлиганец да гради на Копаоник. Нашите бизнисмени, македонските бизнисмени, еве критиката. Со парите кои ги земаа од нас, сега се богаташи во Швајцарија, во Лондон купуваат станови и така натаму. Самир Мане, кој е од Албанија, од Тирана, место многу близу до нас, одлучил своите пари да ги инвестира во место близу до него и да направи профит од тоа. Во бизнисот суштината е профит, не е ни етничката припадност. Му направи некој потекло на имот на Дрин Ахмети? На Драган Даравелски му направи некој потекло на имот. Мене ми направи Никола Груевски 80 пати. Чекај се. Да ги броиме сега. Дрин Ахмети е криминално збогатен факт. Но сакаш да ти кажам, наши Дрин Мехметовци 20? Драган Даравелски беше осуден, да. И кај се пак слободен, граѓанин Скопје, некој кафана го видел. Па тоа Заев веројатно го средил. Не знам кој го средил. Значи, дали му направи некој потекло на парите на семејството Ахмети?
На никој не е направено потекло. На мене е направено. Добро де. 2 пати. На Орце Камчев направено Три ли му е пати. потекло на имот? На мене не Не е направено направено, ли имам му е? кредибилитет да говорам. Па сега добро, ама сакам да ти кажам дека тоа Кредибилност нема зборам. врска со етникум. Сите, и наши, и албанци, и вакви, онакви, Се кои криминалци. се во тие, како да кажам, политички дилови во земјава, сите се такви. Ти си прочитал Македонец да оправдува криминалец? Како? Дали си прочитал Македонец да оправдува криминалец? Да, и тоа колеги искусни новинари за пари ги бранат и Ангјушев, го бранат и ова сум прочитал. Збора широка популација македонци да бранат криминалци. И да рече па нека крадат нашите бе, нека не крадат другите. И јас тако нешто кај македонци не сум прочитал. Како? Кај македонци не сум прочитал да речат па подобро нека крадат нашите отколку туѓите. А кај си прочитал тоа? Кај албанците тоа на широко е. Дури се гордеат со криминалот што го генерира ДУИ. Се гордеат. Како тоа вака колективно сите албанци почнале да се Него како сите. тоа? Па ти тоа го Се тврдиш пред гордеат 10 секунди го кажа тоа. група на луѓе. Јас ти реков дали си прочитал колективно во смисол голема група на луѓе кај македонците. Реков има кај новинари, има кај платеници, има секако да. Зборувам дали има поколективно, пошироко популација во Македонија што оправдува криминалци. Па имаше Кај всичките македонци собир за поддршка за Жан Митрев, да речеме, имаше у судскиот спор, се собраа пред. Ама се овакво. собраа пациенти негови. Што ги лечел таму. Се зборуваме за поведението кај дел од албанската популација која се гордее. Ама кој е тој дел? Кој се тие? Со име и презиме ми треба. Не Ајде можеш да да кажеш земам- генерално, они Ај сакаат се ова. попис да Кои правам, се? ја ти донесам листа од Врз база на шоуови наратив од едно твој 20.000 ја ти донесам го листа. оправда. Врз база на твоја перцепција, немаш твојата перцепција Мојата да биде перцепција се да ја создава- усвоиме како вистина Мојата овде. перцепција се создава од движење по улици низ Скопје, средби со луѓе, од социјални мрежи, од читање коментари среќам со на луѓе- медиуми и така натака. Не сум го чуло, и јас се среќам Баш ми е со жал. секакви луѓе. Баш ми И е јас жал. читам коментари на медиуми. Не сум видел Вика, дека вие крадевте во времето на Тито, ми викаат мене. Моите не каделе никому ништо. Посебно во времето на Тито моите не каделе. Моите биле проблематизирани во времето на Тито, по татко Мелиндијата. Значи моите ништо не украле во времето, ниту на Тито времето, ниту на Бранко, ниту на Љупчо, ниту на Зајко, ништо не сме украле. Но викаат сега ние албанците дојде време да крадеме. Тоа кај мене на социјална мрежа, кај мене на Facebook, може да прочиташ во еден 1000 коментари. Само на мојата фан страна. Само на мојата фан страна. Добро се, тоа е легитимно ако им дошло се време, глупости мислам. Не знам како да одговорам на ова. А не можеш да одговориш бидејќи се факти и аргументи. Да, не се А факти. пред фактите господин Зватев и боговите молчат. Види, факт е дека во Македонија не може ние да гледаме на изработите на етничка призма, затоа што криминалот е криминал, нема врска тоа со етнико. Нема, се согласувам. Криминалот е мултиетничен, поделбата на Апсолутно. профитот е мултиетничка, бизнисот е мултиетничен и така треба да биде. Еве Фатмир Етеми Да да те прашам речеме, за нешто вака. Фатмир Етеми е албанец, Господинот- партнери му се македонци, така, кој му беше партнер? Само двајца од кандидатите за председател на Републиката, господјата Давкова и господинот овој докторов како се Таравари. Таравари дадоа позитивни изјави за граѓански устав и граѓанска држава. Таравари дури даде храбра изјава дека треба да отвориме прашањето за граѓански устав како опција за влез во ЕУ. Добро. Одлична изјава и мислам дека отвори порта за сериозна коалиција пос изборите со македонската следна владеачка структура. Меѓутоа, зошто голем дел од албанците денес би биле против едно граѓанско општество? Кај што сме сите еднакви. Кај што нема апархеди. Кај што нема меѓуетничка поделба. Види, во Кај што нема етничка припадност, кога зборуваме за Ај сега да бидеме вработување, објективни. кога зборуваме за бизнис. Зошто се против? Денес. Зошто инсистираш на балансер и на бадентер? Сега, ќе ти Зошто? одговорам. Зошто? Зошто? Денес во 2024 година Македонија нема граѓански устав За жал. поред македонците. Се Затоа согласувам. што македонците се Беа слепи 2001. Значи и не сакаа граѓански устав. Се согласувам, да. Инсистираат дека наместо Македонија да биде Добро. држава на сите граѓани на Греф е на Македонија, македонците. инсистираат Го дека припаѓа. Македонија треба да биде држава на македонскиот народ. Такви не водеа слепци кој Љупчо, кој Љубко, компанија кој Бранко и направија што направија. Наша вина е тоа. Наша вина е. Тоа што ние денес сега- немаме граѓански устав не е вина на албанците, тоа е вина на македонците. На македонците.
Ово објективно сакам да го слушам. Ама ја го кажувам секој ден тоа. Ама ти Ама сега јас збориш на сите- неќе албанците, не. На сите ние сме тие телевизии, кои неќе. на сите телевизии го зборувам тоа. Дека албанците 2001 бараа граѓански устав и 91 ми кажа постари албанци. Апсолутно. Мој пријател. Апсолутно. Дека и 90-те предлагале граѓански устав, а не квази југословенски Кирил Ливоров што опишуваше. Тука нема збор. Ние сме виновни. Но денес во оваа состојба. И сега гледај, ние имаме денес викаме сега, судир. ние молиме за граѓански устав. Ние сме тие кои бараме. Не бе, не граѓански молиме, Бог да чува да молиме. Ние ќе го наметнеме граѓански устав. Друга е поентата. Која е поентата? Ние кога имаме антагонизам создаден во општеството, како последица на лошите решенија во актуелниот устав. Зошто немаме квалитетна дискусија за промена на уставот, да дојдеме кон нешто ново? Зошто Тава Џафери, етнички албанец, на најнезаконски начин, правејќи кривично дело, спречи уставна иницијатива поднесена од мене и од македонски концепт за граѓански устав во собранието на Република Македонија. Зошто? Зошто Тава Џафери не беше демократ, не си го почитуваше уставот на републиката и законот за устав, Се добил и неа спроведе процедурата согласно закон и устав. он добил И јас поднесов прилика. иницијатива за нешто поише од граѓански. за референдум, согласно закон за референдум, зошто он тоа на нас не го невозможи и суспендираше уставно загарантирано право, граѓанско право за барање граѓанска иницијатива за референдум. Ај кажи ми зошто? Потигнат од етнички албански шовинизам. Па сега они добиле благодарение на нашата неписменост, лепост, Ете. они добиле поише од тоа што го барале. Пазите, сега, и ама сега проблемот, јас зборувам да немаме надмудрување. па сега- Зборувам да изградиме модерна сега европска чекај. држава. Ние сме Зборувам тие да кои сме направиме- се надмудрувале, ние сме тие кои не сакале граѓанско општество. Ама јас се Во зборувам- меѓувреме, благодарение на паметната дипломатија и на сите чекори кои ги направиле во изминатите, тие добиле прилично нешто и подобро од тоа ние да сме граѓанско општество и сега ние викаме и не важи, извини, ние сме разгалените деца во оваа држава. Благодарение на нашата необразованост, благодарение на пропагандите кои постојано нас заведуваат и благодарение на тоа што наместо да ја погледнеме реалноста во очи, ние сакаме да се бавиме со парцијални перцепции До за ден работа. денеска, етничките македонци ме обвинуваат дека сум платеник, предавник, шпиун, кодош, зашто предлагам граѓански устав. До ден денеска, етничките македонци. Значи не се само албанците против тоа, имаме проблеми со етничките македонци, кои ден денеска 24-та година не ја разбираат поентата на граѓанскиот устав. А не 2001 или 90. Што е ова Ние сме ние сме отруени со нашиот јужнословенизам. А ние не разбираме дека панславизмот и јужнословенизмот е антипод на македонството. Ако сакаш да убиеш македонец, тогаш отруи го со пансловенизам. Кој ќе го разбере тоа македонците, може ќе станеме како што треба не. Некои документи донесе. Не се документи, сакаше да зборуваме за Роџа и веројатно поклонување пред гробот на Еве Роџа не е само формален чин. Веројатно е прифаќање на вредностите на сталинизмот и нивно внесување во Македонија. Нешто што го немаше ниту за времето на Тито. Па добро, Димитар Апасиев отворено вели, ние не го прифаќаме, вели, овој демократскиот систем на вредности, ние сме тука само за да го подриваме. Тоа е негова изјава е ова што ви го кажам. Видете се, јас, гледајќи ги тие документи, тој сталинизам, покрај оние скандали за донации во таа партија и така натака, што е интересно да видиме, како таму нели се случија некои нереди во партијата и се случија некои дисциплински постапки. И тоа посакав јас да го погледам како бе тоа во партија, пример во мојата партија, луѓето се слободни. Да ми кажат што мислат. Секогаш. И секој се отвара дискусија во македонски концепт за било која тема, на најдемократски начин. И секогаш се бара солуција и решение која е најдобро не за партијата, за републиката и за националниот интерес. И се викам овој дели дисциплински брка од партија луѓе, викам, а видам како е тоа. И што откривам? Во тој дисциплински правилник за дисциплински членови, има видови на мерки
Камшици има? Јас сум познат по дисциплински постапки, пошто ме утепаа комуњарија со дисциплински постапки, 101. И сега, во тие дисциплински постапки, викам, ајде да видам се во партија како прават дисциплински. После све што кажу првиот дел од емисијата и ние од радио дисциплинска ќе ти поведиме. Се шегувам. Ке ти речев нешто, не, шегуј се ти, ке ти вратев нешто, ама ај отпочи ги си поведи. И некој да бевме во ресторант, ќе ти вратев. Покрај неколку нормални мерки, вика мерка забрана за коментирање. Мерка. Како забрана? Забрана за коментирање. На Facebook не смее да коментира. Не, јас сум во сериозен, во правилен, камера покажува. Да, Ова е официјален правилник на Координирај се со нив кај. Ова е официјален правилник на Левица. Член 6. Член 6, видови Де мерки. може да го видам? Чекај, остави ме се прочитам Да. после. Значи член 6, видови мерки. Став 2. Алинеја 1, 2, 3, 4. Забрана за коментирање. И одам понатаму и откривам катастрофа. Член 10. Ја појаснува забраната за коментирање. Добро. Во став 2 вика забраната за коментирање може да биде од привремен или од траен карактер. Има да ќутиш до крај. Пази сега. Да му забраниш на човек трајно да збори. Ќе го убијат ли? Што ќе му направи Левица? Ќе губи ли ни очи? Дај да го видам, да го верифицирам ова, да видам. Вака, не тоа што ми кажа, ова е учебниците, сталинизам. вака ќе донесеш од учебниците. Ова е сталинизам. Забрана за коментирање може да биде од привремен или од траен карактер. Замисли. А став 1 вели Замисли, забрана за По мојата партија да му забранам на за некој коментирање член се да забрана да изрекува- коментира од трајно. Мислам тоа, кај го имаме ова? Вика, забрана за коментирање се изрекува кај оние дисциплински повреди кои се однесуваат на повреда на правилата за И најдов- меѓусебна комуникација на Најдов уште членството. пострашно. Ау, Гледајќи што му прават на тие таму душичките во Левица, открив правилник за доверливи податоци и чување деловна тајна. не Ова е сме веќе со надворот закон. за ова е веќе надворот закон за политички партии. Ова треба да забрана. Ова е кривично дело. Да. Од ова партијата да се забрани. Ама ексит, не се занимавам со тоа. Не му посакам ништо лошо, ме сватите погрешно. Баш ми се забавни дечките, се забавам го читам. Во овој правилник ги прогласува конверзација и преписка на тајни групи, пазете, не измислувам, читам. Тајни групи вика имаме во официјален документ на социјални медиуми, Facebook Messenger, Telegram, Signal, Viber и WhatsApp и слично. Тајни групи. Забрана за преписка. И се што е најтрагично. Правников по право, римскиов професор, што многу право разбира, јас тврдам дека појма нема право. Член 4. Во делот забрана за оддавање деловна тајна. Став 3. Стави у дека е кривично дело согласно кривичен законник на РМ и ќе биде поднесено кривична пријава против сторителот доколку каже во групите во партијата што дискутирале. Не е кривично делото. Еве те читај, еве повели, еве. Нека видат. Не еве, може да читај. биде тоа кривично Ама повели дело, читај сега. Не може, може ете го професорот по право што напишам. Во Македонија да класифицираат работи имаат право само без Државните државните институции, служби, да. државните институции. Не може левица да Политичка класифицира. партија Да. доведува делова тајна и кривично дело во партија. Ако ваква партија со сио памет некој во Македонија толерира постоење на вакви партии, тоаш кај одиме ние? Кај Енвероџа? Добро, ме. Ние одиме во Тирана. Ама види се во однос на Ние одиме кај Сталин. овие етнички прашања, вака радикализмот Ние ако малци слични продолжиме- ставови со нив ти покажа се. Ако одиме ние со вакво поведение, со вакви партии, што го форсираат енверизмот или сталинизмот, и ако одиме со албанскиот етнички шовинизам по која сум задолжен статут на македонски концепт и по доктрина да се борам, ние се бориме против сите видови етнички шовинизам и верски радикализам. Само против македонскиот и православниот не. И против сите други може. Чекај, извини. Најголема битка против Лудако Пауче беше македонски концепт. Јас трпев закани лични по мене и по моите деца од тој Лудак. Знаете дека Пауче ширеше верски радикализам православен.
Знаете што правеше со декларациите, знаеше што правеше све со МПЦ. Да. Па како се борев јас и против тоа? Значи, ако се борам против овие со џамииве, се борам и против другиве лудаци православни кобајаги, те има врска со православие, но се борам и против нив, бидејќи во македонски концепт не се толерира ниту еден тип на верски радикализам. Ти само со лудаци се бавиш, човече, шо е ова? Не се бавам. И со вие, со Пасиев, со Палцо. Се бориме за нормално општество. Се бориме за Може да ги квалитет. задржиме овие, од левица. Може слободно, да. Да. Се бориме за квалитет на живот. Се бориме за граѓанско општество. За граѓански устав, интегрирана држава, полно интегрирана во ЕУ. И секако комплетно функционална во НАТО. Ние не ги користиме се уште полугите и можностите на НАТО за заштита на македонската државност. Ако имаме шанса македонски концепт, тоа ќе го направиме. Бидејќи не немаме само обврски како членка на НАТО, имаме и привилегии кои треба да ги користиме за заштита на нашата државност. Така да ова што ви го кажав денес, може би беше убаво за будење наутро на популацијата. Ова што ви го кажав денес е битка со сите типови на шовинизам и екстремизам. И ние или ќе се избориме со тоа во земјава, или ќе се продолжиме како до сега, што би рекол господинот Ахмети и неговите сада се измеќари. Што ќе правите сега на изборите? Ќе одите во коалиција, сами ќе настапувате? Веќе сме во завршна фаза на делот на укрупнување на опозицијата и за неколку денови треба да објавиме дека имаме постигнато договор за соработка. Да, и да пристапиме кон подготовка за кампањата. Зборувате окрупнување на опозицијата со кого? Со ВМРО ДПМН, не предпоставувам. Па се обидуваме да биде тоа максимализирано колку што може сите против власта. Мотото ни е сите против власта, односно како да успееме час поскоро да ја симнеме оваа власт која сериозно и да нанесува штети на државноста на Македонија. Добро, ќе видиме како ќе се развиваат тие работи. Сметате ли, еве се, например, во десницата, освен ВМРО Секако дека и ВМРО ДПМН е дел од тие се од десницата дел. Меѓутоа ВМРО ДПМН има лидерската позиција, лидерската улога во таа насока и неголемата одговорност за укрупнување на опозицијата е на ВМРО ДПМН, не на македонски концепт. Ние не можеме и немаме таа сила како ВМРО ДПМН да ја обединиме опозицијата. Тоа го може само ВМРО ДПМН, нели? Во моментов, како што стојат бројките и силата на партиите. Значи, лидерската позиција во македонската опозиција во моментов ја има ВМРО ДПМН, секако. Македонски концепт, својот развој едногодишен како партија од една година, ние сме задоволни со нашите 5000, над 5500 члена, со нашиот национален комитет од 86 веќе члена, тоа е нешто како собрание на партијата, со нашето преседателство, со нашите кадри интерни, ние имаме веќе и двајца академици членови на партијата, имаме низа... Сметате ли дека другиот дел од десницата, да речеме достоинство на Стојанче Ангелов, Љупчо Георгиевски со неговата ВМРО Народна партија? Ние имаме црвена линија, тие што поддржале францускиот предлог и влегување на бугарските услови во преговарачка рамка со ЕУ, тие се непријатели на Европска Македонија и со нив не сакаме да соработуваме. Стојанче не прифати тоа, значи не може. Не знам за Стојанче, ме прашавте за другиот. Значи таму одбиват. Секој тој кој прифатил француски предлог за нас е црвена линија за соработка. Ние не соработуваме со партии кои прифатиле да ја уништат европската перспектива на Македонија. Бидејќи францускиот предлог и внесување на бугарските уцени во преговарачка рамка на ЕУ е антиевропски, антицивилизацијски чин. Тоа ја спречува интеграцијата на Република Македонија во Европската унија. А ние со такви антиевропски, сталинистички, проруски партии не соработуваме. Добро, за ти ги смезле за проруски? Да, апсолутно. Бујар Османи е измеќа руски. Како би се проруски? Па внесувањето на бугарските услови се руски услови. Не е тоа Бугарија попушти пред Европа. Се она што Бугарија. Тоа го Стајков финален устав. Се она што Бугарија го осмислила е руска направија. Се она што бугарско влегува преговарачка рамка на Македонија е руски проект.
за спречување на проширување на Петар, Европската унија. Бугарија имаше максималистички барања кои беа сведени на влегување на бугарите во устав и ти Русија има легитимна битка со Западот. Русија се обидува да спречи прошување на НАТО и на ЕУ. Во таа битка Бугарија и се најде како продолжена рака, како шанса. Се она што значи оптеретување на преговарачката рамка со билатерални спорови со Македонија и со останатите земји на Балканот е де факто и де јуре води во прилог на руската надворешна политика и руските стратегии. Партиите во Македонија кои го поддржаа францускиот прелог се московски измеќари. Дуи СДС измеќари, Лупчовци, Мупчовци и цела ЛДП, да не ги амнестираме. Учесници во тоа се ЛДП, Дом, Зимзелени, кои беа таму други партии во таа коалиција. Пензионери, мензионери, тие се партии, партиички. Сите тие се учесници во контаминирање на преговарачката рамка на Европската унија со Македонија. А тоа го оптерети и генерално процесот на Кој проширување надвор од на Македонија твојов став го споделува? Дека нели сите овие кои го прифатиле францускиот предлог се руски инсталации. Надвор од Табановци од Македонија некој ова си го чул да го каже? Сите. Не знам, мене некако ми е теоријава многу. Па теоријата ќе ја видите кога ќе станам јас министер за надворешни, а не Буги Османов. Кој ќе имате како мене министер за надворешни работи, ова сите ќе прифатат. Ако ќе му давате плата на Буги Османов да ви биде министер за надворешни, ќе прифата друго. ЕНВ Рожа ќе ви го представат како велелепен американец. Се вие сакате реалноста да ви ја продаде Петар Богоевски или сакате гулаби на гранки да ви лета Буги Османов? Изберете, одлучете и терајте. Францускиот предлог не дојде од Русија, дојде од Франција, затоа се вика француски предлог. Дојде од Бугарија. И да не се лажеме. Не, Бугарија беше стајна пред него исто како нас. А, да, многу стајна. И да не се лажеме. Нема мисли дека ве молам. Никога не молам. Сакате нормална држава, граѓански устав. Сакате нормален живот, да ги забраниме шовинизмите и верските радикализми. Сакате интеграција во ЕУ, намалете со филмовите ЕУ, мафтање со европски знаменца, за да се убиеме од крадење народ. Сите закони за Рамилак ги донесоа со европско знаменце во земјава. Среќа последниот Пендаровски го спречен или таму што направи, не го потпиша. Значи, све што е направено криминал во Македонија е со европско знаменце. Тоа е класично антиевропско поведение, на политички партии, водачки политички партии во земјава. И сега, ако овој народ сака Европа, тоа ќе поддржете го македонски концепт. Ако сакате нормален живот, поддржете го македонски концепт. Ако сакате децата да ви живеат слободно, весело, да живеат нормален живот, толерантен, македонски концепт. Ако сакате да бидете богати, да не ви крадат милиарда годишно арамиеве, македонски концепт. Ако не сакате, и ще ве молам, гласајте си како до сега. Етете го Али Ахмети си го имате од другата страна, со Дрин терајте, не со Равија, нека ви го купате собранието на Република Македонија и нека ви турате на знаме на голема Албанија. Од децибелите на джамиите до најголемите макроекономски прашања, ти си типичен пример, македонски концепт има рол модел за се. Господине, се извинувам. Господине, вие сте типичен пример за македонско поведение. Јас децибелите на джамиите ги отворив како тема која е легитимна, која го нарушува квалитетот на сонот, што е кривично дело во земјава. Има закон за децибели во земјава, кој не го спроведува власта. А македонски концепт ќе го спроведе и ќе ги замолчи децибелите на джамиите. Согласно постоечки закон. Сега, отварањето на темата е проблемот што во Македонија представува за македончињата, немој, а за албанците ќе те колим. Дечки, и едни и други. Така, од таа страна на шара. Тука има да владее закон и ред. И секоја тема е легитимна и ќе се отвори се дискутира. Ако сака дискутираме и за македонското потекло, ќе дискутираме и за албанското потекло. Ако сакате да дискутираме за камбаните, јас без емоциите го зборувам, ќе дискутираме и за минарињата. Кој дискутира за дискутираме отворено, смирено, без емоции, за сите теми, тоа ќе биде во ред. Не знам зошто македонците се плашите
од теми Не се плашам. од кои мислите дека газдите ќе ги навредите. Види вака сега да ви кажам. Вие имате потреба да имате Кога газди. беше крстот Ја газди немам. на Попова шапка тема, оваа радиостаница и ние овде станавме во одбрана на тој крст, затоа што секоја верска заедница има право да си ги истакнува своите символи. А јас кажав против Е, габа се. на џами Значи- и габа на миналија? И сега, Крстот пишти? секој оној кој сака нечи верски Не, дали права да крстот ги испушта регулира од надвор, Не, дали крстот испушта Значи, звуци, јас што го- тебе во 4 па сабање те дигаат од сон, те креваат од памет, од кревет те дигаат Не. на милион децибели. не е нешто толку трагично во На мене не Скопје. ми смете да го гледам миналето. Ја посетувам џами. Ја сакам да ги Не, видам. не. Во Истанбул, отидов во Истанбул, ги посетив еден куп џами. Не, Сулейманија, во Скопје Фатих, воопшто не се гласни џамиите Света Софија, толку. црквата претворена во џамија. Во Скопје воопшто Сите не џамии се. ги посетив во Истанбул. Значи јас сум Значи јас немам фобија од џамии. сум видел џаби во европски градови, не само во Дороде, Истанбул. сите ги посетив. И можам само да ви кажам дека Че јас немам фобија? скопските џами не се нарочито гласни и не се толку проблематични. А ти имаш И ви проблем веќе сметаат со македонското само- поведение. Значи и ви сметаат само доколку мразите различност. Во Боже. Скопје нема во Скопје нема толку Не туку во изразено. Истанбул се потивки колку во Скопје. Не се потивки се. Се Сум- потивки? Да не сум бил во Истанбул, ке ти верував. Па очигледно не Кажем, стигува. Во Франкфурт не се потивки, не па во Но Истанбул. еве не е проблем. Значи сега да збориме. реално. Нека бидат и посилни. Но кога зборуваме за темата, зошто имаме таков наплив на напади и навреди? Каде бе, кај? Тука е проблемот. Тука е проблемот. Реакцијата на исламската популација е проблемот. Нема. Кон тема кога зборуваме на таа тема. Па нормално емоција има вера. Исто Ајде, по крстот бре. мене кој ќе ми го нападне Ајде, некој, што бре. јас емотивно реагирам, што очекуваш Значи ти ние од тие какво, луѓе? значи ние каква општество сме? Ама што очекуваш? Значи ти Па, значи ти сега подхрануваш верски радикализам. Не, во моментот Значи, кога ти сега сакаат да го подхрануваш тргнат, верски во радикализам. моментот кога сакаат да А го ти повика тргнат, на убиство? На не некого? повикав на убиство. Во Не. моментот кога Ти му сакаат да напиша- го тргнат Чекај, крстот на Попова шапка, ја имав емотивна реакција. Некоја албанка. И ја разбирам. На некоја албанка. Емотивната реакција на сите оние кои сега ќе бидат не- навредени, на повредени, некоја спровоцирани од тоа што ти ќе ги На некоја закјутуваш албанка. џамиите во Скопје. На некоја албанка која напишава дека крстот треба да се тргне. Ти напиша најпогрдни зборови доле. Не пише, не се бавам ја на никој ништо не му пише. Да ти покажам на моја фан страна. Што албанците и пишуваат на македонка која напишува дека на вистина ова со и тоа пази зборувам за жена која е универзитетски професор која е исклучително либерална во некои ставови. Да ти покажам што и пишува етнички албанци или муслимани, пред се македонци муслимани доле на жената во коментари. И што ја Кај што пише? она се обиде да објасни дека е добро да го земиме примерот од Приштина и од Саудиска Арабија и ние да тргнеме по некои нормални текови каде што и самите Значи- исламски земји каде што има 99% исламско население преземале мерки. Да ти покажам што коментираа муслимани од Македонија Петар. на неа. Петар, Ја не сум забележал Петар. македонци на албанка онакви зборови да ја пишува за ниједна тема. Види Па се. каму ли за македонци на Црква ли за џамија? реакции на вакви работи што све имаат пишувано. Да невоспитаноста ти седна, домашна. сум работел мониторинг на Невоспитаноста говор на домашна. омраза, сум работел мониторинг на говор на омраза. Се имам такви гадоти читано од македонците? Од сите. И од македонци, и од А. албанци, и од турци, и Значи од ти ги роми, и од амнестираш, власи. ги амнестираш заканите по живот. Не ги амнестирам. Не амнестираш. Проблемот е присутен кај сите. Ти знаеш дека јас имав па мораше да се активираат и дипломати закани по живото полицајци во Париз кои работат со потекло Македонија, исламисти кои се заканија со живот по моето семејство, а кои работат во безбедносни структури на Франција? Што мислиш ти, докај ќе одиме ние со овој верски радикализам во Македонија? Од твоето релативизирање тие се сигурни. Не е релативизирање. Не релативизирајте, дејствувајте. Не е релативизирање. За да имаме нормално општество. Не релативизирајте, дејствувајте за да имаме нормално општество. Слушате ме што Не е кажам. релативизирање. Не Петар, можам туку е. јас да си дозволам да навредувам некој албанец или албанка или муслиман, македонец муслиман или бошњак, не е битно.
Па и нека биде друга, нека биде и ром муслиман, кој смета дека му смета крстот на попова шапка. Ја можам да му објаснам како е по закон, како е по емоции, како е по чувства, што значи во православната вера, тоа и така натака, да му објаснам. Но не можам да му напишам да не ги употребувам зборовите, да не ви го навредам радио, пошто гледам ќе се вознемириш и ти. И ако можам слободно да ги употребувам зборовите, што ги користат. Такви зборови, таков вокабулар. Тоа е гнасно да се чита. Петар, И тоа не може да се толерира. Мора да се превенира, за да не дојдеме до повулгани состојби. И сега човек како мене, кој ја отвора темата, е екстремист за тебе. Човек како мене, кој Не. бара превенција, согласно устав и закон, е екстремист. Не. А оние кои ги прават бедите, за тебе се, па ајде малце да ги толерираме, Не, да не. му гледаме низ прсти. Јас не сум Па за до кога веќе толеранција му на гледаме на бандитиве никоја. низ прсти ние? Ја не сум за толеранција на никоја омраза, но не можам да прифатам во општеството да се бара Знаеш дека не се проблеми спроведува Охридскиот онаму договор? каде што ги нема. Значи, проблемите, кога се бараат проблеми, онаму каде што ги нема. Тоа е ширење на омраза. Знаеш дека Повреда на нечии етнички чувства. Дали Тоа јас знаеш дека сакам не да се го дозволам. почитува рамковниот договор? Во градови како Велес и Крушево, кои се скоро 100% етнички Добро. македонски, посебно Крушево и Велес скоро 89% 90%, има чисти албански полициски патроли. Како сме тоа? Шо, тие полицајци се не е битно што име. Ако А некој е полициски Јо, службеник, абе, вие- гајле ми е што е Ма поетнич. вие нешто имате проблем со поимање на договори или што? Па што му смета на албанците на времето македонските полицајци што патролираа низ Тетово? Што се бунтува и правеа Па, протести очигледно и правеле- бараа мешани полициски патроли. Па и јас барам во Крушево мешани полициски патроли. И не сакам едно албански патроли. Види, сега. И не сакам ниту еден албанец во Крушево да има да полицајц, бидеме- зашто не живее ниту еден албанец. Да бидеме искрени. Нека има кај што има албански патроли, кај што има етнички македонци, согласно зборно справо со Охридски рамковен договор. Да бидеме искрени. Чекај се, вие барате апдейт на Охридскиот договор, нешто македонците сте незадоволни, барате дополнително, Не, јас барам граѓански устав, ти кажам. граѓански устав бараш. Да. Е, согласно граѓански устав, Не е битно каква е тоа ќе патрола. може да има и во Шипковица етничка македонска полициска патрола. Нема па етничка патрола, джандар е джандар што сака нека биде по етникум, гајле ми, он е Ама джандар. зашто албанците така не велат? А? Зашто албанците така не велат? Кој не велат се? Ти сите ми ги колективизираш албанците. Албанците бараат Кој албански патроли. Кој? Сите албанци. Еве, ајде, прошетаме на улица. Протестираа во Вие Тетово, имате бараа проблем. мешани патроли. Во Шипковица бараа чисто албански патроли. Тоа е од други времиња кои имаше проблеми Не, во и денес државата. е исто. Не е така се. И денес е исто. Јас барам да се почитува Охридскиот рамковен договор. Проблем ли е се тоа? Сакаме да го трнеме Охридскиот договор. Јас сум за. Ди бројме Го надмина времето. крвни зрн Пази, јас сум на јас сум- патролите. Пази, македонски концепт дури промовираше опција за делумна промена на химната на Македонија, каде што место да шумно пеат горите, да шумно пеат македонските граѓани. Во текстот да интервенираме, за да има и граѓански концепт на химната. Ние сме најграѓанска партија во земјава. Нема бе По таква. наша програма и по Нема наша таква ставови. строфа у хумната, туку е горите македонски шумно пеат. Бе како нема се меќе ме кажеш химната? Бе, ја знам Не сум химната. Тамара јас. Еве ти, Сега дајте молам. химна Точно објавивме и кој строфа и како се смени. Македонија. Сега не сум вчерашен. Е, И денес сега, над во таа Македонија. состојба, во таа состојба, ако го напуштаме Охридскиот рамковен договор, за кој се согласувам дека е надживеан и завршена приказна, иако во македонскиот дел не е спроведен, никој не ги врати македонските бегалци од Арачиново. Таму црквата е запалена и уништена, таму гробиштата се уништени македонски православни, бе, нема таму македонски. куќите македонски православни се запалени. Никој не ги врати етничките македонци во македонските села во Липково, Липковско. Значи, Охридскиот договор не е спроведен во целост, ама кога останува збор за македонските права. Ако останува збор за албанските права, е надмажен. Но еве да го трнеме Охридскиот договор. Се согласувам дека албанскиот јазик не треба да стои 100%. Ние викаме, треба сите јазици на Македонија, на сите македонски граѓани да бидат во службена употребна рамноправно, а македонскиот јазик да биде лингва франка. Јазик за меѓусебна комуникација во администрацијата и меѓу граѓаните. Значи има ли Нема бе таква строфа, е, сега ја или отворив по-прогресивна партија од Еве, не македонското? сум Тамара, ја изгледа ти си Тамара.
Вели, горите македонско. Шумно пеат. Македонски шумно пеат. Може ли да биде граѓаните македонски шумно пеат? Сега, има химна се. Ама се, еве ти по-прогресивно нас има ли како партија? Зашо граѓаните? Има ли поголемо шумно? разбирање од нас? За имаме и граѓанска Ама фирма. не може граѓани шумно да пеат, гори шумно може. Ама да се пеат. чекај, се Пошто шума има во гори, премалце нема ме кај грее. обвинуваше за национализам. Има ли по-прогресивна партија од македонски концепти од мене? И Со нашите химна бе ставови. ќе менјате. Ние кажавме, химната треба да добие граѓански концепт. Ама не може албанското знаме да се вее на влада на Република Македонија. македонците се Ти борат, разбираш ли? тоа национално е поише. Албанците треба да изберат етничко знаме во Македонија. Не може да соодветствува со албанското знаме на Република Албанија. Сите, ние дури дадовме измена на законот за знамења. Сите етнички заедници да имаме етнички знамења, а државното знаме да биде државно знаме. При тоа, етничко знаме не сме да се истакне без присуство на државното знаме во размер половина. А нас Значи- кој македонците кој ни е етничко знаме? Па има неколку идеи, тоа ќе озачувам бидејќи не сум овластен да А го како гледам. ќе одлучат македонците кој им е етничко знаме? Согласно нашите традиции македонски. Ама како ќе одлучат? Ќе правим. Некои ќе речат ние сакаме сонцево од Кутлеш, некои ќе речат ние сакаме двобојка црно Се паките од дискусија, нека Некој- кажат луѓето слободно што сакаат. Нека кажат. Нека кажат што сакаат етничките македонци. Ќе продискутираме. Ќе ги видиме неколку опции. Јас ги осоветувам и за сонцата да престанат да го нарекуваат вентилатор државното знаме. Дека од антика, пази, го имаме вентилаторот искресан на камен 7600 години постаро од сонцето од Кутлеш, од ова сонцево на Ацо. Значи да намалат македонците со емоции. Сонцето е символ на македонците, а не е битно како ќе го нацрташ. Во времето на античка Македонија сонцето е нацртано во 1000 верзии. Ги имаш со 4 краци, со 6, со 8, 12, 14, 16, 18, 24 краци. Значи тоа не е проблем како ќе го нацрташ сонцето. На сонцето не е символ. А како ќе го нацрташ, цртај го. Сакам да ти кажам дека и тука сме прогресивни како партија, најпрогресивни. И викаме ајде да направиме апдейт и на законот за символи, законот за знамења. Ајде да му дадеме на овој народ спокој и мир и се даваме решенија за сите да бидеме задоволни, среќни, горди на себе, на своето етничко потекло, а сите да бидеме дел од македонската нација. Некој упорно ми продава на мене од 19 век етнички шовинизам, упорно ми продава со 16 и 15 век верски радикализам, а ми се представува за европеец. Тие биле Европски фронт. Буги Османов бил мен европеец. А дечкото живее, оди ми се клања во Арабија Саудиска. И шо има не Со европски поведение. Ама шо има не европски во тоа? Исто како македонец да отиде во Ерусалим. Ма чекај полека се Значи, не да што кажам. има не европски Не ме во остави тоа? да го кажам. И како се? Те остаме, бе, ај. Шо е не европски да отиде некој во Мека и Медина? Ти ако ми продаваш на мене верски радикализам од 15 век. Ама не е верски радикализам, Како не почит е кон верски својата радикализам? вера е. Тоа што не е верски Почита кон верата. Ја да отидам сега во Ерусалим на Почита- реката Јордан и така натаму. Да ти кажам што е верски радикализам? Што? Припадници на Хамас се донесени во Македонија. Кои се тие? Кај се? Некти тој што го донесува со фамилијата. Од Македонија жител. Што го донесува преку овој како се вика преку Египет. Државјанин нас? Спасуваме македонски државјанин. И па од кај знаеш дека е од Хамас ти? Како? Врз база на што го потврдиш дека е од Хамас тој човек? Да идам себе и се документи за тоа. Па не до документи, ама сега не можеш да кажеш дека некој што живее во Палестина Зошто не е проверено? Зошто не од е Хамас? Зошто не е прашан шобара од тој во Газа? Фамилија може имал. Ало, на шкотскиот премиер пола фамилија му е во Газа, бе. Што збориш ти? Чекај бе. Значи нормално е. Бе ти дали знаеш дека во Газа живеат Ветуро, ти луѓе? дали знаеш дека во СДСМ во муџахединското криво има човек арсен за опит за внесување на оружје во Газа? Кој? Јасмин. Јас и од Јасмин имам на суд, си имам тужена со човекот и изгуби на суд. Јас објавив за Јасмин што правил, како правил. Замави Мармара бродот. Па тој е Не внесувал оружје. Тој е Нас, главната значи, екипа, главната едноставно, обвинет некој беше за значи, тоа. Не кажам што внесува зум инспектор. во Не, Израел. не. Обвинет Не беше за бе, тоа. ја Израел ќе ти кажам зашто Дослушај ме го малце уапси мене. Јасмин Реджепи. Чекај Ама малце. чекај сега, како може европеецот да се дружи со Јасмин Реджепи Кој и европеец? да го штити? Кој европеец?
Па СДС, Европскиот фронт и ДУИ, Европскиот фронт. Јасмин Реджепи, извини, од страна на Израел беше приведен Како затоа може што бродот сопругата негова да биде Мави како може Мармара. сопругата негова да биде на пресконференција кандидат за председател во Македонија, а ние имаме нагло промовирање на верски радикализам од незина страна? Секој има право да се кандидира. Као што Верски имаше радикализам. право да господин Поповски да собира подписи и не собра, така и Мерсиха Стајловиќ верски радикализам. имала право да собере подписи и да не се Да шириш кандидира. верски радикализам, да имаш право да бидеш кандидат за Кај бе република. шири верски радикализам? Кај шири? Па вие сте слепи очигледно. Што шири? Што шири? Каде е? Ја у последниве години ја ги следам. Вие Watch сте се Dogs прошетале за овие по Чаир? работи. Скоро се, бе, зашто? Абе албанци ми се жалат. Од што? Граѓански албанци што се нормално луѓе ми се жалат од состојбата со верски радикализам во Чаир. Бе, вие дали знаете кај Ма живееме? сегде има тоа, им као што има верски радикализам кај нас, има и кај нив. Сегде го има тоа. И да го оставиме така, окей? Не, има служби и го следат тоа и треба да го следат. Не. Туку треба офанзивно да се действува. И Јасмин Реджепи не направиме е осуден за граѓанска оружје, внесување во Израел, туку Не за реков за внесување. оружје, реков беше На- обвинет за тоа. Не, никад не бил ни обвинет Осомничен. за не бил за оружје. А зашо интервенира израелските служби со хеликоптери? Зашо носеше банани? Затоа Кванте што Марковиќ? Мави Мармара го прекрши тогаш нивното правило дека Слушај не ти смее кажам. никој да влегува во Слушај ти кажам во Марли водите. Мармара. Се додека се правиме будали и Не се гледаме, правам будала, се ти ние кажам. ќе го Објективен уништуваме сум. квалитетот на животот. И Објективен. пак ќе сум. кажам, македонски концепт е партија. Мене ме тужел тој човек. ало. Која македонски Знаеш, концепт е партија. Немаме која моци кон него. ќе се Како да ти бори. објаснам? Која жестоко ќе се бори против сите видови на верски радикализам, не само исламизам. Некако слабо ви иде со Зборувам. македонскиот верски радикализам Се борење. ви Морам кажам, да ама признам. го нема како да се борам против тоа се Како борам. го нема, човече? Па против тој што го правеше се борев. Како го нема? Една не? будала имаше пауче, се борев против него. Не, има поиш. Има. Е кој се други Има кажи ми? сега. Кој се други кажи ми? Има бе, има. Ајде повели кажи ги. Ќе се Е. борамо денеска, кажи го повели го. Еден кажи ми. Верски Не можам радикализам. сега тука луѓе да черечам, но суштината е дека Ама се немој да обвинуваш колективно македонците. Живееш во држава и православните. во која што Се ти правиш 50% обвинение, се ти правиш обвинение на фрваш анатема или обвинение врсиве православни македонци колективно, дека има шовинисти македонски, односно верски радикалци, а не даваш еден пример. Па ти тоа го направи едно 20 пати во оваа емисија. Без да Абе даеш ниту Ива еден за се пример. жали за состојбите во незините џамби во Чај. Добро. Ива за се жали И? за тоа. Јас не го измислувам тоа, Ива за се жали. И? Самата исламска верска заедница се жали од состојбите таму. Не се жалам јас. Вие не разбирате нешто. Ти си слушнал МПЦ да се пожели некој верски радикалец кој прави проблеми презел црква? Да преземеме денеска некоја црква тука во Скопје со моја група и да кажеме од денеска ние сме поинаква црква тука во Македонија и ние тука се ќе бидеме православни муџахидини. И ние тука сега ќе повикуваме на верска омраза во Македонија. МПЦ се пожалива ли од такви луѓе? Па да речеме дека постои такво нешто. Немој така да фрваш нешто што не постои. Кај се видел ти православен Зборувам јас радикализам во Македонија? за дискурсот зборам. На кој дискурс дај ми пример. Ти Ќе се кажам, борам против тоа. Имаше една будала, ти кажав и се борев. Жестоко се борев. Мене ме наракува дека сум сатанист. На Инфомакс ме Значи- исмева, ме понижува, ме се заканува. Тој пауче со Филип Петровски на првото моје гостување на Инфомакс ме речија таму. И јас, Петар, Значи јас се борам против мене тоа. ме имаат нарекувано сатанист затоа што сум рекол дека треба да прифатиме Григоријански календар. И јас сум за граѓански календар како човек. Македонски концепт нема став како партија, не смеам да го изнесам. Како Петар Богоевски во приватно мислење сум на тоа мислење, како тебе. Еве, Меѓутоа, тоа не е верски радикализам. Мирјана Јосифовиќ. Кој тебе те овие Извини, Лјупчо, ако сакаш да се будиш свој утро во 5 часот, повели во средно Нерези, 3 џами, една од Горно Нерези, другата од Крушопек, трета од Карпас 4. Така е. Грмат и што е најважно, Грмат. не почнуваат во исто време, па гласовите се мешаат, мешаат, така е. ќе се разбудиш во тоа што го кажа господја Мирјана Јосифовиќ. Јас, извинете, колку што знам, вашата фамилија не е од Горно Нерези. Значи, Ад хоминем враќаш. Горно Нерези е една така убава елитна населба, Ма сте се си ти ад хоминем дозволиле враќаш, Жан. да живеете таму, не ова ад хоминем враќаш. Ад хоминем ми враќаш. Значи, ако сакате да не ви грмат џами, ќе отидете во Зелениково, кој е Ајде, бре. етничка средина која не е Ајде, мултиетничка и да се нема да ви селиме. грмат Значи да се џами. селиме. Значи направиле во Пекшево џамија, сега и Пекшево да го целиме, Не, да заменат во Бело. не.
туку, Лјупчо, која си, извини, која си но ова што го прифатил, кажа сега, која си за ова ја би те прифатил, казнил, која си по новиот прифатил, закон, заштита која на си државноста, прифатил, не. кој ќе го донеси македонски која концепт. си прифатил да Не. живееш во Не, мултиетничка средина, Не, извини. ќе ги прифатиш Не, сите. не. Ако Ова- не сакаш ова да што живееш ти во го мултиетничка средина, Не, извини. значи, ако не сакаш да живееш во мултиетничка Извини, средина, нема да извини, живееш во но ако мултиетничка овој средина. народ ни даде пратеници на македонски концепт, некогаш ќе изгласаме закон за заштита на државноста на Македонија и ти ќе бидеш казнат по тој закон за ова што го кажа сега. Закажано ќе Ти биде на многу жената и демократски. наредуваш да се Не одсели од наредувам. својот дом, Не, бидејќи некој со минариња и со звуци ја брка. Не. Да, да. Неизин е Ти изборот забрани право дали- кај да живее. Неизин е изборот дали ќе Не. живее Не, во ти легитимираше, во мултиетничка средина. ти со ова легитимираше Не е изборот. верска, шовинистичка Не е и така. радикална пропаганда. Не е така. Тоа е целта Не е на тоа така. што прави со Као џамиите. што На албанецот тамо оцелување и на бркање на дужен македонците. да ги слуша Ти сега- камбаните, ти си Ти дужен да нема ја камбани слушаш. камбаците. Ти сега ги предизвика, Има, бе. ти сега ги повика Дуж- македонците да се селат од своите домови и да бегале од џамиите. Ова Не. по мене треба Не. да представува кривично дело по новиот закон Не, за заштита Петар, ја државност. не го тврдам тоа. Да, го тврдиш. Ако прифаќаш, Само што го кажа. исто како што албанците што прифаќаат да Ова живеат те веќе- во етнички ова чист, ни му во лика ет- Зајкова во не може да го каже. мултиетнички Не, 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 средини, не, не, не. исто како албанци што прифаќаат да живеат Не, во не, не. мултиетнички Не. средини се среќа- дужни да ги имаш слушаат, среќа- да ги слушаат камбаните, така и македонците кои Господине прифаќаат да Златев. живеат во мултиетнички средини, Скопје е мултиетничка Господине Златев. средина, ќе ги слушаат џамиите. Имаш среќа, Simple as that. имаш среќа што господин Мицковски ќе биде веројатно идниот премиер, не Петар Богоевски. Ако беше Петар Богоевски, за ова ќе беше сериозно казнет. Ќе ме казнеше за кажан збор. Не е казнет збор. Ова е легитимација и повик за легитимација на верски радикализам и повик Не. за нахилие врз православните жители Не. и да бегаат од своите домови како решение од нахилието кој го трпат ради верски радикализам. Кога За живеете тоа- во за тоа мултиетничка Да средина, сум јас раководител нова земја, ќе бидеш санкциониран за ова да знаеш. Да знаеш, само да кажам вака отворено. среќа И што пред нема да камера биде и пред се звук. што да кажам. Среќа што не сум да. Да. Да, немам поддршка, имаме едва 1,7 поддршка од граѓаните македонски концепт. Да имавме ние 17% поддршка, ќе беше казнен, за да знаеш. Ние не смееме македонците да действуваме како што зборуваш ти дефанзивно. Не е тоа Доста од таа дефанзивно. дефанзива. Време е за македонска офанзива. Офанзивно поведение ни е потребно. А ако сакаме да останеме своји на своето и ако сакаме да зачуваме македонската Ако државност, ако не ние ќе изгубиме Македонија. Ако сакате да да живеете во мултиетничка средина, ќе ги прифатите сите. Ама Истото кој важи каже за дека не ги албанците. прифаќаме се? Ова Не е се па еве, слушаме. Ти ги повикуваш македонците да бегаат од своите домови, бе човече. Златев, ти си за да ти суди македонскиот народ. Нека ми суди шо. Не Нека ми македонскиот суди. народ. Македонски концепт ќе ти суди ако има власт. И ти По кога закон. Васиев, Не по дисциплински. закон. Не дисциплински. Ќе ми Не. даеш забрана Не. за коментирање. Не, забрана за коментирање не ти давам. Ти коментирај се, на, не ќе на одговарам. Пасиев забраните ќе ми ги даде мене Петар Не, Богоевски. не. Забрана за коментирање не ти давам. Ти коментирај се. Меѓутоа ти да легитимираш верски радикализам, тоа е кривично дело. Ќе биде кривично. Ама дело. ова член 4 нема да го ставиш, после ќе ги правиме на само. Не, во македонски концепт имаме полна демократија. Да, но кај нас верски ние имаме турци. чрнови. Полна демократија во која Ние што ќе имаме кажете албанци, нешто, пази, некој затоа господине што Златев, кажал нешто. Ние имаме албанци членови на македонски концепт. Ние имаме турци. Дури активисти во Чаир имаме турци. Прекрасни момци. Кои си се имаат конекции, имаат семејства, имаат дево семејствата и во Турција. Тие си се муслимани. Јас им честитам Рамазан, им честитам Бајрам, никој не тие ми честитам честитаат верски празници, Ни на наши, не ни си на се никој почитуваме не и така честитам. натака. Меѓутоа, они ме почитуваат како македонец, јас ги почитувам како албанци, како турци. Они ме почитуваат како православени, јас ги почитувам како муслимани. Ама ти пречат нивните џамии. Не, А ми многу смета- се почитуваат. не ми Ама смета- ти пречи не. многу се гласни некако. Не. И нив им Да? сметаат џамиите и тоа што се случува со минарињата. Зборам за езанот. Не зборам за џамиите, на мене не сметаат џамии, јас ти повторив. Одам во Истанбул, посетувам џамии. Одам во Египет, посетувам џамии. Јас бев во Палестина, господин Златов, посетив џамии. Ще те молам. Јас сум еден од ретките македонци што бил во Палестина. Значи те молам. Не е тоа така.
Отидов со своји очи да го видам Ако тоа сакате што се да случува во живеете Палестина. во мултиетнички средини, Зборувам ќе ги за прифатите не сите. толерираме етнички шовинизам и верски радикализам. Не толерираме како политичка партија. И ако добиеме поддршка од народот и како држава нема да го толерираме, туку офанзивно ќе действуваме. Ви благодарам, тука заврши Благодарам прилика на нашето поканата. време. Почитувани слушатели, се надевам дека имавме добра емисија, жестока полемика помеѓу мене и господинот Богоевски, различни ставови, тоа е убавината на демократијата, но линиите не смеат никогаш од никого да бидат поминати. Им се извинувам на сите кои почувствуваа дека сме ги поминале линиите, иако мислам дека не ги поминавме. Ајде ги поминавме малку, така, не многу. Во кој дел ги поминавме линиите? Чувствата на луѓето. Имаш чувство дека ти е страв да говориш за некој работи и тоа е линија? Не е страв. За волевите да не одиш. Таму е забрането да се дискутира. И не е забрането. Имам Значи ќе чувство. дискутирам за се што сакам. Имам чувство. Ако прекршам закон и устав, треба да бидам казнет. Дали ме разбираш? Имам чувство дека А под закана од екстремисти да направам автоцензура, ја не дискутирам. Тоа господине Златче ќе обајате на друго место. па кај Петар не, нема Богоевски, тука автоцензура. Дали имаше цензура во емисија? На Петар Богоевски автоцензура нема Имаше ли наметно цензура никој- во емисија во Петар? Не во емисија, нема цензура. Па што? Зборам за автоцензура под Ја можев- закана на екстремисти, не ме слушна. и ја можев- Слушаме што говорам. Ја можев 30 Не пати да може ја да ми прекинам, ако сакам наметниш не го направив автоцензура, не ти, зборам да ми наметниш генерално. Автоцензура под закана на екстремисти, тоа само ти кажам. Престанете да се плашите од екстремисти. Не го обединете се како нормални граѓани и действувајте офанзивно против екстремистите. Од Поголем, сите типови. онака синоним за екстремизам е децибели на некој да му мериш и да сакаш да му ги сменеш. Согласно закон за... Дефиниција за екстремизам, онака, по Ма дефиниција. имаме закон за тоа. Никој не го крши тој закон, тоа е Сите проблем. го кршат законот. Ај, ќе видиме. Партизанска го крши законот, со колите. Добро бе, земи И со мерач, свирење. 350 денара е мерачот, Па земи е- и измери, па потврди емисијава ми. ја започнавме Дај ми со доказ. возењето. Да. Самото свирење на семафори како луди. Уште нема зелено, зад мене свира 40 души. Самото свирење на семафори е прекршување тој закон. И може МВР да казнува слободно за тоа. Разбираш ли? Значи јас зборам за закон. Езанот и винарињата не го почитуваат законот. Останете со 98. Поздрав се на љубов на сите. Запри колку беше? 98,1. Нашата нова фреквенција Ќе почитуваме. заборави фреквенцијата од мене, а? Не бе нова ни е. Неделава ја сменивме. Имам таков ефект, јас некој уисто заборавате името. Не. Среднат со мене. Не, името нема да го заборавиме нормално, Господин но Златев, да. ќе се обидеме да ги заборавиме овие така прилично радикални коментари кои беа кажани во оваа емисија.